Училиштето е вклучено во проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, а од годинава и во проектот Интеграција на еколошка едукација за изучување на природата во Брегалничкиот регион. Во рамки на тој проект, невладината ОХО организираше кампања за изработка на екоприрачници. Основното училиште Раде Кратовче се пријави и конкурираше со изработка на екоприрачник под наслов Биодиверзитет и птиците во Брегалничкиот регион. На тој конкурс, нашето училиште со овој прирачник беше избрано како 5 од наградените училишта кои што од 11 до 14 јуни ќе се вклучи во летен екокамп кој што ќе се организира на Голак, на планината Голак. 5 јуни, светскиот ден за заштита на животната средина во училиштето, беше одбележан со презентација на прирачникот изработен од рециклирана хартија. За да го одбележиме ние овој ден, решивме да извршиме презентација на нашиот прирачник кој што се однесува токму на биодиверзитетот во Брегалничкиот регион, односно на птиците кои што се среќаваат во Брегалничкиот регион, поточно во Кочанската котлина. Презентацијата ја извршија учениците кога пред присутните објаснија за содржината на прирачникот и за процедурата на изработка на истиот. Училиштето Раде Кратовче во текот на годината спроведува низа активности за одбележување на важни денови за заштита на животната средина, со цел подигнување на свеста кај учениците за нејзино зачувување. И не случајно, училиштето неколку пати поред го добива највисокото зелено знаме за еко училиште, за кое се аплицира на секои 2 години.